Бистите на народните херои Тодор Циповски Мерџан и Ѓоце Стојчевски Амбарче се уште не се поставени кај споменикот на револуцијата во Тетово. Пред 4 години беа отстранети од градскиот плоштад поради неговата обнова. Од тогаш не се вратени. Од Сојузот на борци побарале локалната самоуправа да дозволи сега да бидат поставени на ова место. Но и ово 11 октомври беше одбележан со полагање цвеќе на споменикот на револуцијата, каде двете бисти се уште ги нема. Борците сметаат дека не се води доволно грижа за споменобележјата од народоослободителната борба. Денеска доволно ли се посветува внимание на одбележувањето на овој празник? За жал не. За жал не само на овој празник, туку воопште на настаните од нашата револуција многу слабо се говори. Се говори постојано од Елинден, минате од Елинден и така натаму, што не никој нема против, али сепак Македонија како држава создадена е од нашата борба. Се води ли доволно грижа за споменобележјата? Апсолутно не. Не. Ми имаме и овде примери, имаше 3 бисти, ги дигнаа преку ноќ и беа дужни, оној кој расипа нешто мора да и поправи. Меѓутоа, за жал, ништо од тоа. И денеска ништо нема. Што ви одговараат? Па ќе биде кој ќе така, некои неутрални одговори даваат, што не значат ништо практично. Професорот Јоцко Димитриевски во својот реферат направи историски осврт за народоослободителната борба и нејзината важност за денешна Македонија. Се навршува 71-та година од големиот празник 11 октомври, датум кој е запишан со крупни букви во историјата на македонскиот народ. На овој ден, далечната 1941 година, македонскиот народ и другите националности решително застанаа во одбрана на своето парче земја, решени да му се спротивстават на помоćниот, посилниот и подобро вооружен окупатор. Веднаш по фашистичката окупација на Македонија се разобличи завојувачкиот карактер на втората империалистичка војна, како и новото распршување на Македонија од страна на Германија, Италија и Бугарија. Вековните идеали на македонскиот народ и во насудбоносните денови дошле до потполн израз, подготвувајќи се за вооружено востание и борба за национална, социјална и политичка слобода. Во екот на најтешката состојба, кога фашистичкиот непријател ги вршеше најмрачните зверства, убиства и грабежи, особено од страна на бугарскиот окупатор, Комунистичката партија на Југославија во Македонија остана единствена политичка сила која што имаше исправен став кон македонското национално прашање и негово правилно решавање. Стремежот на бугарскиот непријател да ја освои Македонија, да го бугаризира и претопи македонскиот народ, беше примарна задача на бугарските фашисти. За таа цел, кога ја окупираа нашата земја, бугарите со себе го понесоа целиот државен апарат, со чија помош сакаја полесно да ги остварат своите вековни стремежи. Со помош на терор, прогони и убиства, вршија национално угнетување на македонскиот народ, како што е отварање на училишта, канцеларии и воведување на бугарскиот јазик. Вакви или слични мерки спроведуваа и другите фашистички окупатори и во Западна Македонија. Италија со помош на незиниот сателит Албанија успеа во Македонија да го разгори албанскиот национализам и фашизам со намера за создавање на некаква си голема Албанија. Се разбира, ваквите мерки на фашистичкиот окупатор засилено беа помагани од домашните предавници и непријатели на својата земја. Но сепак, во најтешките мигови на окупација и терор, македонскиот народ, заедно со другите национални малцинства, изнајде сили и можност и се вклучи во вооружена борба по пат на востание за национална слобода. Точно на 11 октомври 1941 година, Прилепскиот партизански одред Гоце Делчев во близнина на Прилеп во местноста Црвени стени ја нападнале бугарската полициска станица, затворот и ги прекинале петете врските. Со кој напад е означен почеток на вооружено востание на македонскиот народ. Со тоа беше развеано востаничкото знаме, што продолжи да се вее во Куманово и во други места и градови. Се редеа битка по битка. Постојано во Македонија никнуваја партизански одреди како на Кајмакчалан, Кожув, Шарпланина, по долините на Вардар и Пена и Кадене. Во сите катшиња се раѓаа нови борци, партизани кои славно тргнаа по врвиците на слободата. Вековните идеали на македонскиот народ беа конечно остварени после 4-годишната народно-ослободителна војна, кога на 2 август 1944 година во манастирот Прокопчински беше одржано првото заседание на АСНОМ.
На ова заседание на Асном беа удрени темелите на македонската држава, кога за прв пат македонскиот народ ја доби долго очекуваната национална слобода во рамките на тогашна нова југословенска заедница, што практично беа остварени и линденските традиции на македонските револуционери. Денес, кога во ова предпладневно октомвриско утро го прославуваме 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ, празник кој свечено се прославува низ цела Македонија, мораме уште еднаш да подсетиме дека патот на македонската млада држава е темелен врз принципите на Асном и дека Македонија мора да остане на патот започнат со светите идеали на двата Илиндена. Денес Македонија се наоѓа пред нови предизвици. На нас граѓаните и на политичарите им останува да ја одредиме судбината на македонската држава. Дали нашата земја ќе зачекори кон Европа како современа држава, интегрирана во Европската унија и членка на НАТО, или ќе биде земја со многу нерешени прашања, што сигурно би се вратила неколку години наназад, ако не и децении. Да се надеваме дека чекориме кон светла иднина. Да живее 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ. Делегации на Сојузот на борци од Тетово, нивните соборци од Косовската општина Штрпце, од Сдруженијата на пензионери, Армијата на Република Македонија, политичките партии, резервните старешини, денеска се поклонија пред споменикот на револуцијата во Тетово.